И Советот на општина Виница даде зелено светло за формирање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад депонија Мечкуевци со седиште во Свети Николе. Во ова регионално претпријатие ќе се собира отпадот од 18 општини: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново, Блешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети Николе. За формирање на ова претпријатие неопходните 3 милиони денари ги обезбедуваат општините пропорционално согласно бројот на жители. Виница треба да обезбеди 160.298 денари. Во ова претпријатие ќе се собира безопасен отпад, ќе се обработува и отстранува безопасен отпад, ќе се демонтира кршот, ќе се обновуваат посебно издвоени материјали, а како приоритетна дејност ќе биде обработка и отстранување на безопасен отпад. Ке има 6 претоварни станици, од кои една и во Виница, за Кочани, Чешиново, Блешево, Зрновци, Берово, Македонска Каменица. Со сопствени средства од буџетот ќе се кофинансира изградбата на пристапниот пат до земјоделските површини, место викано Добрава, со средства во износ од 290.505 денари. Останатите 993.760 денари се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Советот на општина Виница даде поддршка на апликацијата за проектот Енергетски ефикасен објект, пристапен и достапен за сите, со кој треба да се овозможи изработка на техничка документација за енергетска ефикасност на целиот објект на општинската зграда со замена на фасада, реконструкција на кров, поставување на лифт и нов систем за грејење. Најдискутабилен на 26-та седница беше извештајот на јавното комунално претпријатие Солидарност. Новиот директор Трајков најави повеќе амбициозни мерки за зголемување на наплатата и наместо досегашните загуби кои ги прикажува ова претпријатие, како нов директор проектираше многу поголеми приходи од досегашните. Со предлог одлуката за проширување на средствата на буџетот, приходниот дел е зголемен за износ од 628.000 денари. Зголемувањето се должи на донациите кои ги добија градинката во износ од 303.500 денари од германската амбасада, основното училиште Гоце Делчев и средното училиште Ванчо Праќе, кои беа наградени од Фондот за иновации. Основното училиште со 40.000 денари, додека средното училиште со 284.500 денари. За организиран дочек на новата 2020 година, Советот на општината одобри 200.000 денари за украсување на градот и населените места, како и за новогодишни подароци.